Една многу убава гостинка во Македонија на утро, со која што практично го заокружуваме денешното издание на утринската програма. Кога се размислувавме како да ја најавиме, мислиме дека најдобро тоа го прави музиката, па и кој ни е на гости. Се враќаш ти кога ќе ти текне и носиш време минато. Не проаѓаш, а еден живот пројде и срцево е скинато. А сакав јас да одам кај што срекни одат. Сон прекрасен, медал за лудост ке ми дада. За тебе и време нека запре, сонце наутро да зајде. На тебе уште ке се сеќавам и кога други љубам, јас во себе пак те чувам. Знам ти си моја судбина и време нека запре, сонце наутро да зајде. На тебе уште ке се сеќавам и кога други љубам, јас во себе пак те чувам. Знам ти си моја судбина, моја среќа и несреќа. Памтам јас како прва болка, а не ќам да те преболам. Забораваш, ми вети ке ме сакаш, штом другите ке заминат. А сакав јас да одам кај што срекни одат. Сон прекрасен, медал за лудост ке ми дада. За тебе и време нека запре, сонце наутро да зајде. На тебе уште ке се сеќавам и кога други љубам, јас во себе пак те чувам. Знам ти си моја судбина и време нека запре, сонце наутро да зајде. На тебе уште јас се сеќавам и кога други љубам, јас во себе пак те чувам. Знам ти си моја судбина, моја среќа и несреќа. Запре, сонце наутро да зајде. На тебе уште ке се сеќавам и кога други љубам, јас во себе пак те чувам. Знам ти си моја судбина и време нека запре, сонце наутро да зајде. На тебе уште јас се сеќавам и кога други љубам, јас во себе пак те чувам. Знам ти си моја судбина, моја среќа и несреќа. Да, почнавме со среќа и несреќа, но имаме уште многу новости за кои што ќе разговараме со Бојана Скендировски во Македонија на утро. Добро утро, Бојана, добре ни дојдовте. Добро утро, Кики, добро утро за сите гледачи на македонската телевизија. Навистина уживам секој пат кога сум тука и драго ми е што прв пат промоцијата телевизиска на мојата нова песна ќе биде токму во македонската телевизија. Многу ми е драго. Јас задоцнив, морам да признам, и ја слушнав пред 2-3 дена дома, она за што ќе говориме наредниве минути. Ме воодушеви еве емоциите сега кога зборувам за тоа, бидејќи кога зборуваме за квалитетна музика, она што навистина ни недостасува изминатиот период, ти потврдуваш дека
не отстапуваш од квалитет. Квалитети ништо повеќе. Таква е предпоставувам и реакцијата на сите овие 102.000 прегледи до сега. Дома е дел од новиот проект кој што патем го најавуваме. Така е, новиот проект со маестро Николче Мицевски. Дома е песна која што треба да ја доживеете, односно наменета е за сите оние кои што сакаат да уживаат во музиката, не е инстант песна, не е песна која што треба да има рок на траење. Токму и тоа беше идејата и со Николче да правиме песни кои што би живееле вечно, кои што ќе ги слушаат многу генерации и се надевам дека ќе бидеме мотивација да наметнеме еден таков можеби правец. Јас секогаш си стојам на тоа дека музиката не треба да има рок на траење и не треба да се водиме според некои трендови. Едноставно треба да го давате тоа што го чувствувате за да биде искрено. И колку што е самата песна убава, толку и спотот навистина е прекрасен. Ти се допаѓа, да, го гледаме, да. Многу ми се допаѓа и би сакала да знам со кого го работевте, бидејќи се гледа дека е апсолутно квалитетно сработен. Па знаеш како, овој спот како и минатите од Македонија во срцето носиме, заедно со Бојан Стоилковски, нашиот познат фотограф, и Ѓоко Миловски, да не го погрешам, заеднички го работиме и како режисерски, и како фотографски концепт и јас многу често се појавувам и како режисер во видеоспотовите. Овој пат Бојан беше малку поактивен од мене. Сакавме да има асоциација на Македонија, да асоцира на она се што значи Македонија во една некаква метафора, да речеме студиска. Јас сум повеќе по студиските снимање на видеоспотови, затоа и некако игравме на сцените во студио. Реакцијата е убава за видеото. Јас сметам дека како уметник треба да бидам во центарот на приказната. Затоа и се водевме да биде изгледа тоа така. Мојата емоција да биде доминантна, за да ја пренесам на публиката и не се замаравме за приказни, дека треба да има некаква акција во самото видео. Но има многу естетика и тоа се забележува. Па, ти благодарам, Кики. За мене, според мене, дека едно видео треба да има естетика, за да јас сум од оние типови на луѓе кои што не сакаат темни приказни, неразбрани приказни. Мислам дека тоа што е убаво и на боговите им е драго. Така да Чаковски во ете така. Тимко е наш долгогодишен соработник, особено со проектот Македонија во срцето носиме. Јас јавно сакам да му се заблагодарам што секогаш ја прифаќа поканата за да учествува во вакви видеоспотови. Дома споминавме најава на проект кој што го работиш со Николче Мицевски, што ќе може да се слушне се во периодот кој што следува, на што се работи? Па се работи на многу композиции кои што ќе имаат можеби слична, но различна тематика. Решивме да обработуваме и социјални теми, да обработуваме љубов кон земјава. Можеби ќе наидеме и на некоја љубовна приказна, буквално нека љубовна приказна, но ќе внимаваме особено на текстовите за да ги доловиме оние нешта кои што сите не обединуваат или се случуваат или се наши. И она што посебно ме израдува што и новиот проект, но и песните на кои што работевте изминативе години, ќе може сите да ги слушаме на 23 декември концертот кој што го најавуваме? Не, 13 декември е мојот концерт. 13? Да, но добро кажа Кики. На 23 години кариера. Така му доаѓа некако нова пермутација ти се случи. Да, тој е мојот солистички концерт кој што ќе се случи во Македонската филхармонија, сигурно ќе се видиме повторно да го најавиме. А можам да најавам дека кон крајот на август и почетокот на септември ќе правиме втора тура концерти од Македонија во срцето носиме. Така ќе имаме ново издание, второ издание, многу интересни нови композиции. Кои се музички имиња ќе бидат дел од приказната? Па генерално се сите скоро исто, 80% имаме мали промени, ќе ни се приклучи најверојатно Таско за помладата генерација и Спасен Селјановски за генерација од 7 до 77, ќе ги видиме малку во поразлични изданија од тоа што е навикната публиката да ги гледа. Овој пат ќе имаме и староградски песни, ќе имаме и љубовни песни, ќе имаме и патриотски, се разбира. И мислам ќе биде слично, но различно и концерти повторно да ја подариме на Македонија. Бојана, што значи 23 години да се опстои на македонската музичка сцена? Какви се сладки маки носиш музиката низ годините? Па, прилично напорна работа е тоа, тешка, но убава.
Тоа е работата што јас ја сакам најмногу на целиот мој свет. Тоа е мојот идентитет. Имаше различни фази, имаше моменти кога бев тажна, имаше моменти кога уживав, кога бев пресрекна, најмногу беа такви. Потврдата дека публиката ти го бара тоа што ти го даваш, за мене е најголем знак дека треба да го правам тоа. Како и во секоја кариера, во секоја професија, ама најважно е упорноста. Најважно е да не отстапувате од тоа што сте го замислиле како своја цел. Успеа неколку дена да здивнеш, избинативе, бидејќи апсолутно бурен период пред тебе следува. Два сериозни проекти, па и концерт. Ке има ли простор за некакви настапи во текот на летниот период? Ке те слушаме и гледаме некаде или? Па сигурно во Битола некаде во август, сега на крајот на јуни сме во Кисела вода, заедно со неколку колеги на еден голем концерт. Сигурно ќе има неколку настапи, иако јас ова втората половина од годината сакам навистина се концентрирам и на концертот и на новите песни и најверојатно 2026 сме живи и здрави, ќе има уште повеќе настапи и контакти со публиката. И во контекст на сладките маки кои што ги спомена пред малку, ако се навратиме 23 години назад, во моментот кога се носеше одлуката дали да се почне или не со целава приказна, би ја донела истата одлука сега? Да, сигурно. Без размислување. Сигурно дури неколку работи кои што немав храброст да ги направам во текот на кариерата, кои што мислев дека као не се важни во моментот, би ги направила сега. Например, фестивал еден во Романија на кој што не отидов, така од европски карактер, тоа може ми така ми малку криво. И инаку се исто би направила. Се цени ли доволно македонската музика? Се остава ли простор за македонската музика? Зборувам и на медиумите, и в радијата, и миг Сакаш да би намискам? Да, апсолутно, затоа и те повикав. Не. Македонската телевизија, македонското радио останаа последни бастиони кои што навистина со огромна почит го чуваат тоа што значи македонска продукција музичка. Останатото не знам дали имам доволно голем коментар да го кажам тоа. Јас само ќе апелирам дека ние сме земја која што има своја посебност, свој јазик, свој фолклор, нешта кои што не разликуваат од целиот свет и да почнеме да го почитуваме тоа. Затоа што како што е жално што увезуваме земјоделски производи, жално е да увезуваме и музика и култура која што ја почитувам, но мислам дека треба да си го цениме, затоа не ценат и другите. Да не се прашуваме подоцна зошто вака ни прават тие, зашто ни прават вака тие, ако не почнеме од нас. Така е. И да се замислиме какви генерации градиме. Понатаму дали се самосвесни. А самосвесноста доаѓа од културата, музиката, уметноста и така натаму. Апсолутно, Бојана. И спортот. Да, апсолутно, тоа се репрезентите. Годинава заокружуваме 23-ка, еве за следните за почеток следни 23. Која е мисијата? Кој е планот? Па се надевам дека ќе успеам мојата музика да ја наметнам и надвор од границите на Македонија и тоа баш каква што е. Значи не би се адаптирала на тоа бара тој пазар или овој пазар. Бев на концерт на португалската фадо пејачка Марица, кога можеше Марица цела португалска приказна на фадо да ја прошири во светот и да ја наметне и да си пее на португалски, зашто ние не би можеле тоа да го правиме на свој својствен начин. Така да се надевам дека можеби некогаш и тоа ќе ми се оствари, ако не ми се оствари, тогаш еден голем концерт на некој стадион, здравје за 23. Здравје од кој што ние еве пренос ке правиме, може така? Кики, ти ќе бидеш во првиот ред. Благодарам многу. Имам уште време до концертот, секако ќе се видиме уште неколку пати. 100%, така е. Но во меѓувреме оставаме да се изслуша добро дома. Јас посакувам милионски прегледи, за 10 дена има солидна гледаност така и посакувам да продолжи ова убава креативна работа, бидејќи тоа ни е потребно да зборуваме за креативност и за убави теми, не недостасуваат, нели? Така е, повеќе простор за музика, за забава, за култура и мислам дека тоа и народот би го растеретило и би била поинаква атмосферата. Ти благодарам, Кики, ви благодарам на Македонската радио телевизија за поддршката. Поздрав до сите гледачи, уживајте, слушајте македонска музика. Ние се гледаме секако во периодот кој што следува Бојана интензивно. Во меѓувреме, како што споменав, така и ќе завршиме почитувани. Ве оставаме да слушате дома, да уживате во добра и квалитетна музика, бидејќи апсолутно таа ни е неопходна. Дома за крај на денешното издание на Македонија на утро. Довидување. Кај што сонце грее, љубов извира, во мене желба твоја
за да се вратам кај што среќна пев душа остана. А штом те спомна тебе, знам дека ти си безсмртна.